27 дела графички дизајн на ученици, професори, наставници се резултатот од тридневната работилница за графички дизајн за прв пат организирана во општина Виница од страна на Маријана Иванова, магистер по фини уметности, во сработка со Домот на културата Тоша Арсов. Предавањето беа на тема историјата на графичкиот дизајн, модерните тенденции во графичкиот дизајн и дизајните на големите компании, практичната примена на работата со клиенти, како и предпечатните подготовки и искуствата со клиенти. Ukupno учествува 27 учесници кои беа од Виница и од Кочани исто така, имаше голем интерес. Пријатно сум изненадена што заинтересираноста за работилницата беше двојно поголема од колку што ни беше предвидениот капацитет. Така да гледам потенцијал дека ова е нешто кое што треба да се повтори, бидејќи навистина има голем интерес. Тенденциите за вклучување на естетиката и убавото во животот на човекот е старо онолку колку што е стари човекот. Од друга страна, нашиот степен на едукација прави да го забележуваме или не се она што е убаво околу нас. Во потрага по убавото и по нови знаења како виничани имавме ретка можност да присуствуваме на 3 работилници за графички дизајн импостер одржани во просториите на Домот на културата Тоша Арсов во Виница на 6, 13 и 20 октомври од страна на нашата успешна сограѓанка и на мое големо задоволство, моја претходна ученичка, магистер Маријана Иванова. Воодушевувачки беше да се проследат содржините и активностите кои таа ги има зацртано како цел и ги презентираше на овие работилници кои во голем дел беа и обука, затоа што ние како учесници имавме можност да научиме многу нови работи поврзани со графичкиот дизајн, неговата важност и неговото крајно пласирање до клиентите, рече професорката Тања Анакиева Давидковска, како учесник во работилницата одржана од нејзина ученичка. Позитивното искуство го споделија и другите учесници. Чест и задоволство ми беше да бидам дел од оваа работилница и ме мотивира да и за понатаму со работа со графичкиот дизајн, па и факултет. И самата работилница ме здоби со многу знаења и очекувам дека понатаму ќе се здобиам со повеќе успеси на тоа поле. Големиот интерес за изучување на графички дизајн најверојатно ќе продуцира и втора етапа и продолжување на проектот кој е финансиран од Министерството за култура преку новиот културен бран. Изложбата за посетителите е отворена секој ден од 8 до 15 часот во фоајето на Домот на културата Тоша Арсов.